Добро утро, добре дојавте назад во утринската програма на Телма. Ова утро да си кажеме за бројните предизвици во образованието или за хаосот во образованието, како што некој умее да каже. Гости на оваа тема е министерот Јетон Шакири. Министри, добро утро, добре дојавте во утринската на Телма. Добро утро, благодарам за вашата покана. Како ви оди работата, како сте? Па секој ден се гледа од го почнуваме денот со емисија и ќе го продолжиме цело време со работа. Задоволен сте од тоа што го работите? Како ви оди? Па јас го давам максимумот од тоа што го давам, некои постапки што зависат од кај мене можам да бидам задоволен, но секогаш задоволството треба да се даде максимумот и секогаш за да се постигне успех треба да се работи што повеќе. Еве крај на година ближи. Крај на година без свидетелства, почеток на школска година без учебници. Во оние учебници кои се испечатени бројни грешки, би рекол небулозни. Катастрофален рейтинг на УКИМ. Оспорен избор на ректор на Тетовскиот универзитет. Може ли да биде полошо во образованието? Не, овие се некои констатации заради тоа што ќе почнувам од почеток. Кога кажуваме крај на учебна година без свидетелства, мислам дека ова учебна година свидетелства има и Бирото за развој на образование како институција ги заврши сите постапки и веќе се доставени свидетелствата и одлуката кога тие ќе се дадат кај децата или кај учениците ќе биде одлука на училиштата и ќе бараме во тој нареден период да се почитуваат временските рокови како што може да бидат во крајот на месец јуни или почетокот редовни временски рокови. Ајде да тргнеме со ред. Да. Свидетелства. Ќе има свидетелства, значи на Веќе според информациите што ги имам од Бирото, свидетелства секој ден се доставуваат до училиштата и постапката во Бирото за развој на образование завршена пред 2-3 недели, значи свидетелства во училиштата ќе има. Кој ги отпечати и по која цена? Не знам која компанија, знам дека компанијата, зашто не влегувам во економските оператори, компанијата која го има добиено постапката е во споредба со претходните години најевтина понуда добиена од одредена компанија. Дали повторно станува збор за Арберија дизајн? Не, значи во целата постапка не беше, тоа беше информација во јавноста, не беше вклучена компанијата Арберија дизајн. Мислам дека сега за да не споменувам компанија, слободно можете да се обратите во Бирото. Беше друга компанија вклучена, имаше жалбена постапка од одредени компании, па на крај комисијата за одлучување во жалби одлучи позитивно за одлуката донесена од страната на Бирото или втората или евалуацијата што го имат направено од Бирото, според информациите истовремено од Бирото, зашто сите постапки за свидетелства не се организираат во Министерството за образование, се организираат во Бирото за развој на образование. Но јас тоа што го кажав лани, дека лани почна во месец февруари, постапките ги задоцнеа, постапките се со договори за една година, заради тоа што и ова година постапката се започна порано од тоа што беше претходната година. Но и оваа година беа оспорувани тендерите и во мај имаше бюро за набавки жалби, нови примаше. Па затоа е неизвестно и затоа прашувам дали оваа школска година ќе заврши според предвиденото на 9 за основците и за 14, односно обратно, за 9 за средношколците и на 14 јуни за основците, и дали во јуни ќе ги добијат свидетелствата како круна на нивната. Да, и треба да ги добијат заради тоа што уште еднаш потврдувам. Информацијата пред некои 3-4 недели што е подпишан договорот од страната на Бирото за развој на образование и одредениот економски оператор, Бирото за развој на образование, ми имат известено како министер дека од претходната постапка, и тоа да го потсетам, незавршена претходна постапка, што има останато дел од набавката на свидетелства, се завршени сите свидетелства за матурантите и тие што завршуваат основно образование и сум известен дека секојдневно ќе се достава свидетелства до сите основни и средни училишта, а после за одредување на датум во месец јуни МОН ќе даде препорака на сите училишта да постапат според тоа што било редовно свидетелства да има во крајот на јуни или најкасно почетокот на јули. Добро, велите таа фирма што ја спомнавме оваа година не е. Дали сумата не ја знаете и сумата? Не, навистина не. Колку ја чина државата? Не, можете да се обратите во институцијата и да ви дадат точна информација. Знам дека според бројката според бројката на свидетелства, на ученици, достава и според тоа ќе извадат колку е тој договор што тие го имаат вклучено со таа компанија. Добро, за минатогодишното доцнење, бидејќи беше, како што рековте, целата постапка тргна доцна и на крајот, дури и во август беше неизвестно доделувањето на свидетелствата, па некој доби, некој не доби, наместо во јуни како што треба, како што е редот. Дали некого повикавте на одговорност? Дали побаравте одговорност од некого за тоа што за фијаското со свидетелствата минатата година?
Јас истата изјава што го дадов претходната година заради тоа што одговорност неколку постапки се поврзуваат и со временски рокови. Значи, не се однесува само за претходната година, се однесува за период каде што секој вклучување на договор се вклучува на едногодишна или двегодишна. Вклучување на договор од претходната година јас не можев да оспорам кога дојдов во министерството заради тоа што имаше тековен договор и веднаш побарав од директорот да постапува. Од тоа што таа година се случи, јас побарав одговорност од страната на директорот за Бирото за развој на образование, но по големата одговорност кај него ќе беше истата да се повторуваше ова година. И ова година, ако истата постапка се повторуваше и кога не може да се поправат грешките, мислам дека навистина како институција и требаше да има одговорност, но ме радува фактот што според информациите, според сите податоци, ова година не се повтори тоа што се случи претходната година. Меѓутоа за лани никој не е сменет. Па јас нема одговорност. Работата беше промашена, Па сега не ме разбирате, овие се постапки кога има и друга можност, еве добро што има друга можност, кажав дека ако се повторуваше истата ова година. Значи и претходната учебна година нема последици во образовниот процес. Што значи тоа? Дека сите свидетелства за девето и за тие што завршува средно образование, што се запишуваат во високото образование, сите се доставија навремено и после тие достава навремено децата не го изгубија можноста за да се упишат и во универзитетите кај нас и надвор од нашата земја. Добро, министре, вчера излеговте на пресконференција, се огласивте со изјава дека сте оптимист дека предстојната учебна година во септември ќе почне навреме и со веќе одобрени учебници. Не може да гарантирате од сега дека сите оделенија, сите основци и сите средношколци по сите предмети ќе имаат доволен број учебници по секој предмет. И зошто не можете тоа да го гарантирате? Ова година е поразлична од претходната година. Затоа што ова година сум повеќе оптимист од претходната година и сум повеќе сигурен и можам да гарантирам во споредба од претходната година. Зошто го кажувам оваа работа? Меѓутоа, вие треба да бидете сигурни, треба да гарантирате, не да бидете оптимист. Да, но сега некои постапки кои се веќе започнати претходната учебна година, заради што немавме средства во буџетот, постапката го почнавме во месец јули, кога се заврши ребаланс на буџетот, месец јуни или почетокот на јули. Зошто знаете дека целата беше нова концепција да се има дигитални учебници наместо да имат испечатени учебници. И во тој период на претходната министерство. Да, и во тој период од претходна и во јавноста и кај граѓаните и тоа се промени кога одлучивме да имат и испечатени учебници и дигитални материјали. Значи ова учебна година, претходната учебна година, ние освен што имавме печатење на учебници, зашто јавноста треба да образложам и ова. За секоја нова концепција има нови учебни програми. За секоја нова учебна програма треба да се има нов повик според законот за учебници. После донесување на нова учебна програма, треба да се има нов учебник од предметот кај што имаме нова учебна програма. Значи, со новата концепција, сите програми кои беа од основното образование, од претходната концепција, веќе не важат и почнаа нови програми со нови... Ама од толку многу нови концепции и новини во образованието имаме генерации и генерации изгубени, пропуштени или упропастени на некој начин, или барем осакатени, осудени да учат цела учебна година без учебници. Кога кажуваме... Еве, петто оделенците во декември го добија учебникот по историја и општество со небулозни, катастрофални грешки. Па потоа вие, Бирото за развој на образование и таа комисија за учебници си го вперувате прстот, си ја префрлавте топката меѓу себе, за 6 месеци подоцна да донесете одлука да ги препечатувате учебниците. Колку ќе чини тоа државата, на пример? Ако ги тргнеме настрана учениците кои се осакатени. Да, сега кога викаме каде постапката или одговорноста, секогаш јас тоа што го зборувам се основам во законот што го имам постоечки. Значи, еден учебник не поминува во филтре, да не кажувам во министерството, во педагошка служба, или во министерот, или во комисијата што го имат формирано министерот, поминува неколку филтери што се од Националниот совет, па дава мислење Бирото за развој, дават мислење двајца рецензенти и за истиот учебник, ако сега заради времето да не се вклучувам во таа дискусија зашто беше во јавноста, имало повеќе од 30 забелешки во процес на одобрување од овие институции. Јас како министр
донесувам одлука за печатење на учебници, после одлука за избор и вклучувам договор, авторски договор помеѓу Министерството и авторот кој е одобрен за истиот учебник. Затоа мислам дека кога кажуваме дека помина една учебна година без учебници. Јас вчера имав прилика со представници професори од САД како земја што мислам во образованието е понапред како нас како земја. Ги дискутирам истите проблематики. Сега кога кажуваме една година, треба да знаеме и тоа треба да го образложиме. Сите учебници кои има веќе одобрени учебници и кои беа во старите учебни програми се доставија од 1 септември. Сите учебници, според буџетот на МОН, во средното образование, според пријавите што ги има доставено училиштата, зашто ние отвораме систем каде училиштата доставуваат податоци што треба за какви. Добро, морам да ве прекинам тука. Се чини колку повеќе филтри, толку повеќе грешки во учебниците. И повторно кажувате дека вие работите се според закон, во што не се сомневам, мора да го почитувате законот. Меѓутоа, иницииравте ли промена на тој закон? Да. Зошто законот за учебници нов не се промени и не се донесе нов? Зошто не се смени таа процедура што очигледно и вие сметате дека е компликувана? И на крајот, еве, минатата година велите, ако ви беше оправдување тоа што избран за министер за образование бевте во јануари и немало време, доволно, навреме да се почнат сите процедури за избор на автори, за сите комисии и филтри надлежни да го поминат, да ги поминат фазите до печатење на учебниците, оваа година таква алиби немате. Ако не стасаат учебниците на 1 септември, кој ќе биде одговорен? Може да биде секој што ќе има одговорност во постапката. Добро, кој е одговорен за минатата година што државата потроши 8,8 милиони евра како Министерство за образование и наука за печатење на учебници? Половина од основците и средношколците немаа учебници или беа катастрофални какви што беа, а дополнително од тоа земавме и заем од 600.000 евра од Светска банка за да ги допечатиме оние брошури или како ги викате вие подготвителни материјали за да почне учебната година воопшто, за да децата да имаат од што да читаат. Така, значи одговорен е позитивен тоа што сите буџетски средства кои се потрошија претходната година беа барени од сите граѓани за да имаме печатени учебници. Кога зборуваме за тоа и таа вредност ќе треба да се анализира зашто имаме неколку фази и различни начини во законот за учебници. Например, имаме две постапки. Одредена постапка е печатењето на учебниците, одредена постапка е откупот на учебниците, кој е во подолг период за според одредени учебни програми според старата концепција. Значи, според Кембридж концепцијата, каде што и Министерството за образование откупува учебници според таа концепција и заради тоа е донесена новата реформа во основното образование, за да не имаме подобри учебници од тоа што сите има забелешки од старата концепција. Меѓутоа процесот е обратен. Се полошо и полошо станува. Кога зборуваме за заем, заемот истовремено е во Министерството и во тој заем се вклучуваат инвестиции во лаборатории, инвестиции во кабинети. Претходната година имавме за науките, за природни науки. Ова година продолжуваме за општествените науки да инвестираме во повеќе од 200 училишта. Продолжуваме со истиот заем во инвестиции од повеќе 50 училишта, но исто така во истиот заем заради тоа што тој заем е помош за новата концепција, има и испечатење на подготвителни материјали. Која крои стратегијата за образование, министре? Кој ве советува или кој го предлага моделот спојување на предмети? Општествени и природни науки. Моделот за спојување на предмети е донесен со донесување на новата концепција. Значи, со почеток на новата концепција од учебната 2020-2021 година, со одобрување на новата концепција, каде што беа вклучени експерти, имаше дискусија во собрание, претходната министерска има позитивни мислења, има од тие што имаат негативни мислења. За вас е прифатлив тој модел од новата концепција? Сега, моделот на новата концепција, за мене е прифатлив тоа што требаше да се има нова концепција за тоа што вие го зборувавте во почетокот, лошите резултати во образование, една реформа, што јас како министер, без да дискутирам кога почна во Министерството, дали ќе треба нова, различна од тоа што веќе беше започната, одлучив да го продолжам тоа што е започната, за да ги очекувам во образование. Не може да се има резултати на една реформа во период на реализација на таа реформа од 3-4-5 години. Ќе треба да се очекува реализација целосно на реформата, за да видиме наредните тестирања, зашто и тестирањата на ПИРЛС, каде што немаме добри резултати, се направени од 2021 година.
тестирањата од ПИЗА се направени од претходните години. И тие тестирања резултатите се катастрофални. Да, Основците покажуваат елементарна неписменост. И од тие резултати е започната оваа реформа од новата концепција која има добиено позитивни мислења од сите други институции кои се меѓународни институции, вклучувајќи во делот на образованието што има дадено согласност. Но, сакам да го кажам и ова, од прво до пето, реализацијата на новата и старата концепција нема многу разлики. Значи, почнуваме од 6 оделение, каде што има спојување, зашто и претходно природни науки со старата програма беа истото, предметите биологија, хемија се учат на годините 8-то, 9-то оделение, за да не влегувам. Значи, разликите до 6 оделение не се огромни, освен предметот географија, за кого ќе имам прилика наредната недела, сум побара во бирото, за да направат анализа на тие часови на географија, како ќе се реализират во некои училишта што имат многу ученици, во некои училишта што имат среден број од ученици и некои училишта што имат голем број на ученици заради технички дел на организација, заради фонд на часови на организација. И после тоа анализа, јас ќе седнувам со професорите од географија, од независниот синдикат, со представниците од бирото независниот синдикат кој имаше штрајк, за да образложиме целосната ситуација како ние до сега. И после ги разгледуваме сите можности, но ќе бидеме во широка дискусија со јавноста. Ресорот со кој раководите распише оглас за нови учебници и тоа е во тек се уште и отворене до крајот на школската година, ако не се лажам, до 14 јуни. За која за поголемиот дел за наредната, за предстојната? Да, за печатење. За наредни две, за печатење, да. Голем број познавачи велат дека ниту еден автор или експерт од образованието не би се нафатил да рецензира учебник за ќе има многу малку време, кус рок. За 2 седмици ќе треба да се рецензира, бидејќи роковите за да се стаса на време, да на она што го темелите вашиот оптимизам дека на 1 септември ќе бидат подготвени учебниците, дали ќе се стаса, ве прашувам, бидејќи кус е рокот и за рецензија и за сите други филтри бројни што ги набројав. Почитуван Горан, различни се роковете. Значи 14 јуни е рок за завршување на постапката за печатење на учебници. А постапките за рецензенти и за одобрување за повик за автори за третото оделение за нови учебници се започнати од месец 11 и веќе имаме одобрени рецензенти, пријавени кандидати. Исто така и постапките за 6 оделение, каде што имаме нови учебници, и некои постапки имаат завршено пред овој рок. Значи, завршил рокот за доставување на ракописи на авторите за трето и за 6 оделение. Ние како министерство, штом ги добиваме програмите од страната на бирото за развој на образование, ние веднаш објавуваме оглас. Другото што вие го зборувате е постапка за печатење која е како што кажав, ова година завршуваме во јуни, а претходната година го започнавме во јули како постапка. Затоа јас сум многу оптимист и верувам како што оди. Не можам да го кажувам целосно, можам и сакам 99-100% да сум, но за прво оделение, второ оделение, трето оделение, четврто оделение, пето оделение, дел од 6 оделение, кои постапките не зависат од министерот. Нематме одлука за постапките, зависат сите учебници ќе бидат доставени навремено ако целосно се заврши според временскиот рок и според рокот на сите жалбени постапки и така натака. Затоа сум повеќе сигурен зашто ова година имаме веќе одобрени учебници. Имаме веќе постапки за почнати. Ние претходната учебна година беше година на предизвикот, истовремено и одобрување. Ја затоа освен за Шекири, ајде вака одговорете прецизно, кратко. Кој сноси одговорност за тоа што Монт Еверест е висок 20.000 метри, а на исток Македонија се граничи со Албанија, на запад со Бугарија? Повикавте ли како прв човек во ресорот некого на одговорност на крајот на криштата и поради тоа што државата тоа ќе ја чини ова препечатување сега за кое се одлучивте плюс 300.000 евра? Вака. Кој мислите вие дека, например, треба да има одговорност во постапка? Министерот за образование треба да сноси одговорност ако не најде во неговиот ресор кој ја направил грешка. Да, јас имам најдено и тоа го имате и изјави имате и извештај доставен до владата за комисијата на Националната комисија за образование. Која е адресата? Значи, првата одговорност е кај автор. Што е побарано во постоечкиот закон за учебници, немаме и со новиот закон кој ќе биде наредната недела во таа експертска група што го имаме формирано во дискусија, ќе имат и одредени членови од законот кај што ќе имаме санкции за авторите, како што имат другите земји.
Во постоечиот закон јас немам право и можност да го санкционирам авторот кој има направено грешки. Втората одговорност, во овој јавно го имам кажано, се двајцата рецензенти или не знам професори од областа сега со имиња, кои што имат одобрено, има дадено согласност за еден учебник да се одобрува. Третата одговорност го носи тој што е известител за истиот учебник, освен што имаме двајца рецензенти. Одговорност има и Бирото за развој или советникот во Бирото за развој на образование. Во сите овие податоци се доставени. Пета одговорност. Добро, а ја лоциравте одговорноста. Да. Казнете се луѓето? Што ги Па некои од луѓето се веќе немат можност, законот иако не дозволува, нека имат можност да се пријавуваат во рецензентите комисии, авторот јавно побара извинување за тоа и мислам дека ние треба, да, јас сум и за новиот закон да има и одговорности и во дел на и кривично да одговарат некои и во прекршочни одговорности ако имат вакви ситуации кога. Но во дискусиите знаете дека овие се дискусии кои се содржински. Има некои од учебниците што имат и технички грешки. Например, што и во забелешките и во многу добри учебници, викат еден професор по математика, благодарам на студентот што му имат најден најдобар професор на математика грешка во учебникот за математика, заради тоа што знаеме дека грешки се случуваат, и тоа што се случуваат. Но овие се содржински грешки. Добро, минатата есен формиравте и совет, бидејќи не се доволни сите новини, сите реформи, 30 години сме во реформи и никако да се реформираме, па и совет сега имаме Биро за развој на образование, Министерство за образование и совет имаме што ќе прави реформи, ќе го јакне образовниот систем. Така беше, нели? Вие министрите за финансии под вице-премиерот Груби, под вице-премиерот Битики и премиерот Ковачевски. Нема. Што направи ова тело ново формирано? Нема ништо лошо. Нема ништо лошо што направивте? Не, без разлика, заради тоа што јас нема ништо лошо, секое тело што треба да се советува. Знаете дека и во момент кога зборувам и јас и вие, споменуваме неколку институции кои се во образованието. Споменуваме одговорност кој треба да имат некои што се во различните институции. Споменуваме дел, истовремено се води и проект за оптимизација на мрежата на основните училишта, каде што е вклучено Министерството за финансии. Истовремено се води и дискусија за тоа што имаме подобри број на запишани ученици во стручното образование, што имаме дуалното образование, промоција на дуалното образование и сега со тие повеќе запишани на дуалното имаат потреба за координација на економските ресори. Значи, ние овој совет беше во добра намера, не за нови идеи, за поврзување на постоечките реформи со пазарот на трудот, координација на проблемите, да се види одговорноста кај е во Агенцијата за квалитет на... Јас токму тоа ве прашувам, што направи тоа советодавно тело од октомври кога е формирано до сега? Што направи нешто конкретно? Да, до сега имаме крајен предлог за оптимизација на мрежата на основните училишта, имаме координација на оптимизација на работите на постоечкиот кадар што доаѓа на пензионирање, новите вработувања се координираат. Направивме поврзување и има и заклучок на влада каде што на економскиот социјалниот совет ќе треба да се разгледа можноста на сите тие што завршуваат на стручното образование да имат можност да продолжат на компаниите што го завршуваат дуалното образование, тие компании да имаат некој пакет мерки да бидат мотивирани тие компании за да можат да ги примат за повисоки плати тие што завршуваат во стручното образование. Министер, бидејќи сте по професија професор универзитетски, да ме предупредивте дека брзате на следен настан, така што ќе мора да го превршуваме разговорот, ве замолувам за неколку куси одговори на крајот. Бидејќи сте професор по професија како што реков, каква оценка би му дале вие на македонското образование? Ако се тргнете повремено од позицијата министер и како професор му дадете оценка, ево од 1 до 5 на пример. Јас сега најтешко е да се оценува оваа ситуација, но ќе бидам според, знаете дека имаше неколку анкети последниот период и оценката е дека треба да се работи, е во ниво добро и треба да се работи за многу подобро. Средната оценка е 2,65. Па значи во оценка 3, добро, 2,65. И вашата оценка е таква? Добра, за да оде многу подобро. Можеби за многу подобро. Добро, меѓутоа во меѓувреме низ годиниве многу млади ја напуштаат земјава, си го бараат спасот од овие реформи и новини во кои се загубивме. Сега кога кажуваме дека
И дискусијата на тоа е отвара нова тема на дискусија за младите. Знаеме кои се причините, дел од причините се образование и другите, но имат и други причини кај што се случуваат во многу земји. Кусо само за кој вршеше притисоци врз и кој успеа да го невозможи нормалното и достоинствено избирање на нов ректор на Тетовскиот универзитет? Зошто е повторен? Е повторен заради тоа што јас побарав, како што се реализираше огласите во сите други универзитети, јавни универзитети. Јас како министер ги поздравувам сите завршени постапки во Универзитетот Кирил и Методи, во Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола, Гоце Делчев, сите имаат нови ректори во мојот мандат. Не сум бил вклучен во ниту една постапка. Кој ме алармираше за притисоци на Тетовскиот универзитет? Значи јас не притисоци. Немаше навистина така беше ставот на изборната комисија таму. Рекоа дека поради притисоци. Мислам дека имаше извештај од просветна инспекција, забелешките од извештајот, јас побарав од Државниот универзитет во Тетово да ги прифати во делот што да имаат подобра отворена конкуренција за објавување на оглас за нов ректор. Најстариот универзитет УКИМ има нова ректорка, ќе застанете зад неа со стратегија за враќање на УКИМ на местото кое му припаѓа, бидејќи низ години го пуштивме и него низ вода? Владата и Министерството го имат дадено цел во претходниот период, не само ова година, придонес има дадено во високото образование. За повисоки плати и од овој месец од претходниот колективен договор ќе имат, тоа ќе се реализира што е предвидено во претходниот подпишан колективен договор каде што имаме повисоки плати. УКИМ подпиша договор со собрание за повисоки плати, се дадени многу средства во наука, е инвестирано во неколку факултети, но јас тоа што го имам кажено, ректорката, проректорките, деканите, студентите, за да се постигне успех на една институција, треба сите да соработуваат. Значи, тие што треба да доставуваат трудови во меѓународни конференции, во списања, да се доставуваат и за да се постигне подголем рейтинг на нашето високо образование, заради тоа што ќе треба да бидеме добар пример. Зашто имаме добар пример и од студентите што завршуваат во нашите универзитети, што продолжуваат во мастер програми надвор од државата, постигнуваат најдобри резултати. И на крај само едно прашање, дали евидентиравте како дали и децата во македонските училишта доаѓаат, им се случува да дојдат наоружани? Каква е безбедноста во училиштата и со каков концепт во однос на ова ќе започнеме следната учебна година? Ќе имаме неколку препораки, освен од секторот образование, ќе имате од секторот за внатрешни работи, според информациите што ги имам за почетокот на новата учебна година. Фактот позитивен е за поздравување што после веднаш вклучување на сите институции, знаете и вие дека се вклучија сите и учениците и родителите, имаше неколку пријави каде што реагира сите институции веднаш за да постапуваат за овие ситуации. И 2-3 ситуации кои се во овој период за некои училишта дека имат нешто што не е дозволено, не сакам да споменувам што, веднаш реагираше Министерството за внатрешни работи, веднаш реагира други институции и веднаш се преземени сите мерки. Значи родителите се земени. Јас ова е проблематика која што секој и вашиот повик и благодарен сум и на новинарите, секоја порака што го дават за ова, дават придонес. За ова немаме, во другите може да имаме различни мислења, но за ова сите сме на едно мислење. Така, господин Шакири, ви благодарам многу за гостувањето во Утринската на Телма. Благодарам и за поканата уште еднаш, ги поздравувам сите гледачи на телевизијата. Благодариме. Почитувани, останете со нас и следете и натаму Утринската на Телма.